Сега се враќаме на реалниот свет. А реалниот свет е Штип со неговата економска тродимензионалност. Град на текстилот, град на преработувачката индустрија и прехранбената и се разбира странски инвестиции, односно странски експозитури преку Ван Хол Актива и Джонсон Контрол. Мој гостин е еден од косопствениците на чевларската индустрија Баргала, која допред 4-5 години беше синоним за Штип, Наум Барзов. Наум Барзов, добар ден. Добар ден, господин Чомовски и до сите слушатели на Слободна телевизија. Благодарам многу. И се разбира до Штипини, бидејќи Утиски брифинг го пренесува, да речем условно, и вашата телевизија ТВ Ирис. Господине Барзов, вие сте координатор на Стопанската комора за во овој регион. Можете ли да направите еден кроки на тековната економска состојба од аспект на коронавирусот и од аспект на владините мерки? Вака, како што најавивте вие во вашата најава, Штип е тродимензионален град каде што функционира во текстилната индустрија, металопроработувачката индустрија и еден сет на фирми кои што функционираат во слободните зони. Во разговорите со представници од фирмите, текстилните компании се приориентираат кон производство на заштитна опрема, односно маски и скафандери за единична или за повеќе, скафандери за поголема, за повеќе кратна употреба, како за локалниот, така и за извозниот надворешниот пазар. Меѓутоа, тоа во оваа ситуација само го покриваат недостатокот од нарачки. Очекуваме во периодот кој што следи да ги сумираме да ги сумираат сите нарачки колку и во кој сегмент ќе бидат покриени во текот на летниот период кој што е најголем и најдоходовен за тие компании. Господин Барзов, само еден момент, ве молам. Господин Барзов, колкав обем на капацитет, се разбира тоа не е исклучително поволно маските и заштитната опрема. Колкав е сега ангажираниот капацитет со оглед на фактот дека преку 75, па дури 80% текстилците работат лон, а нарачки, веројатно заради стагнацијата на западноевропските пазари, веројатно се редуцираат? Нарачките се редуцирани заради намалувањето на агрегатната поборувачка на западните пазари, каде што тие компании ги продаваат своите производи. Дали тоа било лон или како готов производ. Претежно е лон производство. Меѓутоа, моментално производството е офсетирано со производство на маски кои што нормално не се толку доходовни и имат одредени намалувања. Јас реално со бројки не можам да коментирам колку е тој пат, меѓутоа се осеќа секако дека се осеќа во производството во текстилната индустрија. Металопреработувачката индустрија, кој што е втор сегмент, значаен сегмент во нашиот регион, има голем исто пат заради тоа што е силно поврзана со автоиндустријата во Западна Европа. Што значи дека гледаме една огромна контракција на продажбата на тие возили во Западна Европа, кои што неминовно ќе се реперкусираат и во произведувачите од Тајер 1 или Тајер 2, кои што се наоѓаат во Република Македонија. Тука е Ван Хол, во Скопје Актива од Штип, нивни подизведувач Кромберг Шувер, Джонсон Контрол, навлаки за автомобили, значи сите тие ги искористија дел од поволностите, односно ги пратија работниците на одмор 2 недели, Джонсон Контрол претежно за него зборувам, така да се надеваме дека многу брзо ќе се стабилизира работата со коронавирусот во Западна Европа, каде што и ќе се врати довербата на крајните потрошувачи на тие пазари, каде што ќе дел од своите приходи ќе можат да ги дозволат да ги одвојат за консумеризам.
што се вика. Пошто ние сите го тражиме лебот таму. Дали во овие фабрики во кои се искористени овие ресурси за привремен одмор, на оден начин стопирање при време на работата, има и кај сите други има отпуштања или прогласување на технолошки вишок? Во нашиот град не сум слушнал и нема информација стигнато до мене дека има отпуштање или за принудни одмори или отпуштање на вработените. Добро, има ли на одреден начин индикации дали дел од оваа индустрија која е зависна од странските пазари, освен со маски и со ова, би можела да се преориентира на некакви други дејности, бидејќи фабриките многу тешко се преориентираат, но очигледно дека и тоа ќе биде нужно. Преквалификацијата е процес кој што сака време и многу средства. Меѓутоа, не знам во овој период колку тога ќе ги офсетира изгубените приходи на традиционалниот начин на работење како што работеле до сега. Ние бевме во една таква ситуација кога од лон производство пред 2 години моравме да се преориентираме заради тоа што еден од нашите партнери отиде во ликвидација, каде изгубивме огромен дел и финансиски и голем дел од вработените. Моравме да создадеме собствен производ многу брзо за да можеме да излеземе со собствен производ на западните пазари. Меѓутоа тоа сака време и инвестиции. За Баргала малку подоцна ќе разговарам, уште за регионот, за Штип, кој е важен стожер на економијата. Одговорите ми, односно ми рековте дека не сте чуле дека има технолошки вишок и невработеност. Дали тоа значи дека дел од фирмите се во исчекување на евентуалните стимулативни и палиативни мерки на власта? И кои според вас се добри, а што треба уште да се направи? Видете, не верувам дека компаниите ги чекаат мерките на владата за да знаат што треба да направат. Пред се сметам дека тие чекаат да се стиша пандемијата во западните пазари, каде што го тражат, каде што имаат долгогодишни договори, како што реков, да се врати довербата во пазарите и во системите, во економските системи, за да стигнат да дојдат нови нарачки и да се продолжи со традиционалниот начин на производство и традиционалниот начин на работа. Значи, не верувам дека сите ги чекаме економските мерки на владата, иако се добре дојдени. Професор, односно господине, Наум Барзов е гостин, еден од косопствениците на пчеларската индустрија во Штип Баргала. Дали банките имаат сенс и ги следат компаниите во услови на потребата од ликвидни средства во ова време на премостување на кризата? Лично мислам дека банките во услови на зголемена ризичност, тие, пошто се исто организации создадени за генерирање на профит, компании со собственичка структура, која што е нивен интерес е максимизирање на профит и нормално во услови на зголемена ризичност нивните пласмани ќе бидат пониски, односно порезервирани. Така да не верувам дека нешто ќе се подобри во таа ситуација од страна на банките. Затоа во зголемена ризичност, во услови на зголемена ризичност, најдобар играч, да речем така, да се изразам, би требало да биде државата која што ќе треба да стимулира потрошувачка. Добро, Наум Барзов, вие сте еден од косопствениците на Баргала, чиј основач е вашиот татко, познат бизнисмен. Сакам да ве прашам, што тоа се случи, како успеавте, самите тоа го рековте, да го премостите, да речем, стечајот, односно ликвидацијата на вашиот главен стратешки партнер на Запад, мислам дека во Велика Британија и
и да го ориентирате производството, а при тоа да се соочите и со внатрешна организација. Што презедовте на внатрешен план, на производен план и на комерцијален план? Најпрвен, тоа беше еден случај кој што имавме партнер кој што работевме 18 години со еден имейл не извести дека од наредниот месец одат во доброволна ликвидација, односно стечај, по налог на нивните собственици. Тоа за нас значеше дека ние остануваме со 80%, на 80% капацитетот ни остана без работа. Во тие услови и останатите партнери кои што ги имавме, и тие, гледајќи го ризикот од, да речем, еден вид стечај на нашата компанија, или дека ќе бидеме во значителни проблеми заради големиот број на вработени кои што ги имавме во тој момент, ни ги откажаа нарачките за следната сезона. Значи, ние се најдовме во октомври 2018 со 1000 вработени, со ненаплатени побарувања од 600 до 800.000 евра, за кои што имаме судски процес во Италија, и останавме 3 месеци без работа, за кои што исплативме плати. Значи, ние на 2018 завршивме со загуба од 1,5 милион евра. Во тој случај, ние како менеджмент и како собственици, можем да кажем, се насочивме во изнаоѓање на пазар, кој што би можел да го продолжиме и процесот на производство и традицијата на производство на чевли во овој град. Што направивме? Најдовме 2 трговски партнери кои што со нивна помош креиравме колекција од женски чевли, која што истата изложивме на неколку сајми во западните земји со сопствени средства, и така почнавме да работиме комплетен извоз, каде што ние сами го финансираме производот од почеток до крај. Значи, од набавка на материјалите од Италија, преку изработка на истите во нашите погони, до пакување и испорака до крајните клиенти во Холандија, Германија и Белгија. Имате ли проблеми сега со оглед на тоа дека морате да бидете ориентирани во транспортот, во создавањето на пласманот на вашите производи кон Запад, проблеми поради корона застојот, особено во Италија? Ние се соочивме со тоа што дел од нарачките за пролет-лето сезоната не можевме да ги испорачаме, поради тоа што италијанските добавувачи од 15 март 2020 година беа затворени, односно има забрана за работа која што им важеше до 4 мај. Дел од тие нарачки ние не бевме во можност да ги изработиме и да ги доставиме до нашите клиенти, поради фактот дека тие материјали се набуваат, сите кожите генерално се набуваат од Италија. Втор проблем со кој што се соочивме е со испорачаните стоки, односно чевли кон нашите партнери во западните земји, каскаат со плаќањето. Значи, се соочивме со ликвидности проблеми заради тоа што сите побараа одложување на плаќањата од 2 до 3 месеци, кои што не беа предвидени во готовинскиот тек на компанијата, и тоа направи огромни проблеми. И сега се трудиме да ги надминеме. Бевте стожер, да речам условно, на чевларската индустрија, самите рековте околу 1000 вработени во шпицот на вашиот растеж. Каква е сега состојбата со бројот на работниците и со ангажманот? Во моментот ние вработуваме некаде околу 350 вработени, директно вработени. Имаме нарачки за следните 2 месеца. Меѓутоа, како што кажав, ликвидносниот проблем, краткорочната ликвидност представува проблем во изминатиот период,
и се трудиме да ги употребиме сите расположиви финансиски инструменти кои што се наоѓаат на пазарот, на финансискиот пазар во Македонија преку осигурување на извозот, па преку осигурување на извозот и извозен факторинг, меѓутоа сепак тие можности се ограничени и нашите кредитори се со резерва заради нашата ситуација. Меѓутоа се бориме, ќе продолжиме да се бориме, бидејќи веруваме дека имаме одличен бизнис модел. Произведуваме квалитетни чевли со врвен квалитет и по сите стандарди за неупотреба на хемиски препарати кои што се забранети во Европска унија и под стандардите на BSCI. И сега, меѓутоа сега со ковидот повторно ова пак не враќа назад некаде на почеток. И ни престои пак нови напори за продолжување на процесот на производството и надминување на тековната ликвидност. Благодарам, тоа беше Наум Барзов, косопственик на конфекцијата Баргала. Добивте при крајот од разговорот една слика за прилично драматична состојба во оваа фабрика, но и огромниот напор да се одржи производството и во овие ковид услови. Ви благодарам што бевте гостин. Поштувани гледачи Вутински брифинг, имате можност да го следите и професорот Трајче Стојанов и бизнисменот Наум Барзов. Барзо да ве прашам, како се живее сега во Штип во овие околности, со оглед на фактот дека во еден период Штип беше прилично динамичен град? Мислам дека овде солидно се почитуваат мерките и препораките на Институтот на Министерството за здравство и дека барем не сум прочитал во брифинзите од полицијата дека има злоупотреби на полицискиот час овде во Штип. Секако е посмирено, се враќаме дома од работа и така нема многу шетање. Добро, уште еднаш ви благодарам. Наум Барзов беше гостин во Утински брифинг, а тоа беше обид на Утински брифинг во некој наредна недела, повторно да се лоцираме во одредени работни и професионални средини надвор од Скопје. Пријатно од мене.